Првата реакција ни беше за честеноста на судењата, меѓутоа не само за честеноста на неделно ниво како што беа истите закажувани, меѓутоа и на време траењето на судските расправи. Значи имаме еден предмет кој што ефективно во фаза на постапка заврши за отприлика 6 месеци, а бројот на рочишта е 59 кои што се одржани во овие 6 месеци. Тоа значи безмалку 2 рочишта на неделно ниво. Сега, нашата забелешка воглавно беше во моментот кога рочиштата траја и повеќе од 8, 9, па и 10 часа и продолжуваа веднаш наредниот ден. Забелешките ни беа упатени во насока на тоа дека се оневозможува ефективна одбрана на обвинетите во случајот, бидејќи се оневозможува и адекватно време на припрема на таа одбрана, спремност на адвокатите понатаму да постапуваат и реагираат во однос на наводите кои што се изнесувани од обвинителството. Меѓутоа и време траењето на процесот сам по себе беше крајно заморувачки за сите чинители во постапката, не само за адвокатите и обвинетите, меѓутоа и обвинителот и судијата и судскиот совет односно во постапката, кој што треба будно и со цела концентрација да следи на таков предмет, како би можел со овој интензитет за 6 месеци истиот да го заврши. Дали мислите дека тоа има влијание на пресудата што денеска беше изречена? Од аспект на тоа што зборувавте, можноста за ефективна одбрана на обвинетите, дали мислите дека имало влијание? Знам дека е сензитивно прашањето, не мора и да ми одговорите. Не, пресудата очигледно на судијата, односно судскиот совет беше доволно овој временски период да ги оцени сите докази и да донесе пресуда. Меѓутоа, понатаму секако дека предмет на жалба ќе биде оваа пресуда, а верувам дека и понатаму можеби ќе бидат упатени барања до Европскиот суд за човекови права за заштита токму на правото на фер и правечно судење во поглед на должина на траење на постапките, бидејќи ние во некои од нашите реакции токму и посочивме дел од праксата на овој суд, меѓутоа не беше земено во предвид. Зашто реагиравте конкретно? За должината на траење на постапките, во однос на сатницата на траење на постапките, затоа дури поднесовме и представка до Судскиот совет на Република Македонија, по која што представка до ден денес се уште немаме одлука.